Здраво! Јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс, феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво на сите и добро дојдовте на уште една епизода на Медуза Токс. За тие што не гледате за прв пат, ние сме феминистичката платформа Медуза, а јас сум Калија Димитрова, главна и одговорна уредничка на платформата. Денеска со нас во студио е Теодора Митровска, која што е лицето девојката која што стои зад брендот War Metal, кој што е базиран во Лондон. Теодора, добре дојде и фала ти што прифати мојата покана. Добро ве најдов и фала ви за поканата. Како се чувствуваш на овие многу жешки топли скопски денови? Супер. Да, се сложувам дека се прилично жешки, особено за моето тело што е навикнато веќе на лондонската клима. Стандардно одам по забари, доктори, Подкасти. Да. Така што да, баш ми е фин некој летен одмор од обврските. Драго ми е. И драго ми е што ќе разговараме на некои интересни теми за кои што многу често размислувам, многу ретко мислам дека ги разговарам. Во принцип, како што имавме мал муабет пред да почнеме, ќе разговараме за некои по-суштински аспекти на светот на модата, нови почнување на собствен бренд, на креирањето и слично. Мислам дека би било многу интересно за сите, за почеток да ни го раскажеш твоето патешествие, особено затоа што си многу талентирана и млада креативка, за која што не сум сигурна дали луѓето тука се запознаени, со оглед на тоа што, како што кажав, си базирана во Лондон. Јас знам дека средно образование имаш завршено тука, но дека после тоа веднаш си имаш заминато. Па ме интересира како се движел твојот образовен процес, дали кога те прашуваш што ќе бидеш кога ќе пораснеш, велеш дека ќе бидеш модна дизајнерка и слично, така што ајде да се запознаеме со малата и сегашната Теодора. Важи, вака како што се договоривме пред подкастов, само мал warning од моја страна, ќе се извинам за англицизмите што ќе ги користам, зашто го имам подзаборавено македонскиот јазик, али ќе се потрудам да говориме македонски колку што е можно повеќе. Вака, значи, имам една приказна што секогаш ја раскажувам, и малку е чизи, дури е некако дали вистински се десила или не. Јас уште од прво оделение некако имав афинитет да бидам моден дизајнер, односно од секогаш некако знаев дека сакам да бидам моден дизајнер. Во градинка имав едно тефтерче со креации кои што си ги цртав. Не можев да спиам на оние као попладневни дремки во градинка. И ме вадеа наставничките секогаш надвор да си црткам, така што уште од тогаш работам на кариерата. Инаку се сеќавам дека во прво оделение имавме некоја работа на час по македонски, да одговорим на прашањето што сакам да бидам кога ќе пораснам. И уште го чувам, имам доказ дека стварно се случило ова, имам напишано сакам да бидам модна креаторка, има мала скица од мене као шијам на машина. Така што, да, тоа се да речам некои неофицијални почетоци. Инаку да, средно завршив тука, прво учев во Орца Николов, на билингвалната паралелка, да. Како е? Не сме се сретнале. Така што да, некако се запишав на билингвална англиска паралелка, бидејќи знаев дека сакам негде да студирам во странство. И кога завршив втора година, тука се избираат оние смерови и така натаму, се отвори можност, односно јас дознав дека постои нешто што се вика IB или во Јосип Брос. Така што се префрлив на меѓународната паралелка во Јосип Брос и таму ги поменав останатите 2 години од моето средно образование и се подготував. Веќе тогаш некако знаев дека сакам да студирам баш во Лондон мода, така што се подготував уште тогаш некако поактивно. Измеѓу 3-та и 4-та година средно успеав да отидам во Англија, не во Лондон, во Бормут,
Arts University of Bournemouth има некоја летна школа, што е као мал тизер за програмите што ги нудат, што се додипломски студии. Таму бев 2 недели, си поминав супер и реков, тоа е тоа. Добро, потоа претпоставувам дека отпочна некој процес кој што всушност јас имам студирано во странство, така што знам колку се исцрпувачки и захтевни сите тие подготовки, препреки, визи и апликации за универзитети. Да. Како сега кога се навраќаш сега на тој процес, дали знаеш што ти беше движечката сила, дали мотивацијата да студираш нешто креативно што мислеше дека тука не може да ти се понуди, или се чувствуваше како тука да се соочуваш со некакви, како да кажем, ограничувања што може би во странство се не толку присутни. И да, тоа. Да, некако мислам и двете. Значи, бидејќи знаев дека ќе биде мода и некако бев делумно запознаена со тогашната македонска модна сцена, знаев дека не би можела стилот кој што ме интересира конкретно да го негувам тука. И од тој аспект, да речам некако од практичен аспект, знаев дека мора да биде тоа негде во странство. Морам да признам дека и често сум се чувствувала дека не сум дел од мејнстрим македонската култура, ајде да кажеме. Знам дека не сум единствена со овој став, ама некако имаше и тоа удел. Мислам дека ете тие 2 недели што ги поминав во Англија на тој курс ми направија баш да се осеќам како дома и од тој аспект. Така што би рекла беше комбинација од двете. Да, целосно те разбирам, но исто така, истовремено имам и желба да некако се променат овие работи. Всушност дел од таа причина е и зашто си во ова студио, за да може би да се искористи твојата приказна како охрабрувачка за некои млади креативци, креативки, особено тие што се чувствуваат како малку да не припаѓаат во главно тековните струи, или кога да се чувствуваат како малку да имаат почуден изглед или идеи, дека некогаш, него веројатно секогаш се исплати да инвестираш во себе и некако ете дури и во тие како да кажам, најнежни и луди дечки што ги имаш како дете, дека едноставно понекогаш ќе повторно секогаш се исплати. Кажи ми како се снајде на почетокот во Лондон. Всушност кај тебе многу интересно што многу брзо после студиите имаш започнато свој бренд, кој што сега има и ново име, така што подоцна ќе поразговараме за тоа. Ме интересира како беше тој процес на почнување на нешто ново. Мене искрено секогаш тоа ми звучи малце застрашувачки, особено не можам да замислам како е тоа да го правиш во друга земја и всушност во огромен милионски град кај што си една од многуте талентирани и креативни луѓе. Да, беше страшно, мислам стварно. Јас секогаш така не знам, кога ќе ме фати инет за нешто, ќе се решам да го направам и сакам да изгледа дека тоа е онака seamless. Ама ќе се сложам дека е голема промена да се преселиш, било што и да правиш и на било која возраст, да се преселиш од еден град како Скопје во еден град како Лондон. Особено во, да речам, ситуација каде што само што си завршил средно, уште немаш представа за тоа што значи да си возрасен човек. И не си возрасен човек. Да. И особено во мојот случај каде што заминав сама, немам роднини во Лондон, немав некоја база, да речам, на која што би можела да се потпрам. Ама пак ќе кажам, мислам дека љубовта кон модата и тоа ете некоја упорност што имам и решеност да успеам во она што ми бил некаков сон. Мислам дека, извини, само ќе упаднам тука, ми се свигаше многу тоа што го кажа за
тие некои луди, нежни идеи што ти доаѓаат како мал. Мислам дека јас имав голема среќа да израснам во средина каде што мојата фамилија секогаш застанувала 100% позади моите луди идеички. И мислам дека тоа е многу, многу битно и сум многу, многу благодарна што сум го имала тој момент, бидејќи познавам многу луѓе и тука и во Лондон кои што имаат многу идеи и мислам дека е многу битна поддршката што ја добиваат и само довербата во себе за да ги реализираат и баш ми е криво кога тоа не се случува, зашто ги нема вистинските услови. Да, извини, ќе се спаднам јас малку, многу ми е драго што го спомнува, затоа што мислам дека секогаш кога зборуваме на овие теми, особено за не знам, кариерно отстварување, што нешто многу често што се зборува, особено во контекст на жени или други малцинства или квир лица и слично, дека треба да веруваш во себе и слично и нели пробуваме едни со други да се поддржуваме. Мислам дека е многу важен момент секогаш да го имаме тоа предвид, дека тргаме сите од многу различни позиции, заради тоа мислам дека е многу важно и за нас за Медуза е тоа многу важно. Знаејќи дека многу луѓе немаат поддршка од дома или доаѓаат од средини кои што се опресивни или угнетувачки и слично, као едни на други да си бидеме поддршка, се постојат и менторски мрежи и слично, па затоа некако сакам и тоа да го донесам како контекст, дека едната страна е дека многу луѓе имале привилегија во животот за да се образуваат каде што сакале и да одат по некој пат кој што им бил нивниот сон. Многу луѓе немаат таа можност, заради тоа мислам дека многу важно ваков тип на ресурси да користиме и знаење помеѓу себе, кое што е онака баш солидарно и несебично споделено, за да може да се to lift each other up. Да. Не, мислам дека тоа е супер. И да, сега јас малку имам застарен поглед на Скопје, Македонија, културата и така натаму, бидејќи веќе скоро 10 години не живеам овде. Ама секако, особено преселувајќи се во Лондон, сватив уствари колку беше, ајде, можда веќе не е, доминантна таа култура на како да кажам, или може би отсуство на поддршка, ете баш на тие некои малцинства за кои што зборуваш. И дури јас сега како жена сватив уствари колку сум можела да бидам по-еманципирана тука, или еве девојче да речеме, пошто нели до 18 години. Ми беше моментот кај што мораш да излезеш од средината и да си во некоја друга средина за да ти станат некои работи појасни. Така што ми е многу драго што постојат вакви иницијативи како подкастов и баш сум среќна што можам да допринесам, се надевам. Она баш ги поттикнат оние луѓе кои што немаат таа поддршка од најблиските. Да се вратиме сега на патешествието. мала дигресија и сентименталност, кој што секогаш добро дојде на што ми да водам. Да, значи во Лондон си почнуваш свој бренд. Да. Кажи ми кои ти беа водичката инспирација, како некако се установуваше брендот на почетокот, така малку прошетајне низ тој период. Важи. Вака сега пред да го спомнам брендот, да спомнам дека значи во Лондон, како што кажавме, отидов за да студирам моден дизајн и студирав 3 години на Middlesex University, таму и дипломирав. И брендот, да, настана, дури она као настануваше, ајде, не можам да кажам ни дека настана во даден момент, туку настануваше во периодот по моите дипломски студии. Значи како, да речам, завршеток на студиите, од сите студенти се очекуваше да направат завршна колекција и по интерно презентирање на колекцијата се избира 15 студенти кои што екстерно би ја презентирале колекцијата на нешто што они го викаат прес шоу. И тоа е, да речам, екстерен настан, на еден начин промоција на универзитетот, каде што
Универзитетот кани гости од модната индустрија, медиуми и така натаму. Јас ја имав честа да бидам меѓу тие 15 студенти, така што ја презентирав таму мојата колекција. И по тоа почнав некако да добивам некое медиумско покритие низ британските модни списанија и така натаму, така што остварив некои контакти. И почнав да влегувам во тие индустријски води веќе некако само студент, туку како професионалец. И тука, уствари, првпат се појави името Т. Митровска, што беше првичното име на сегашниот War Metal. Од проста причина што некако се осеќав дека е по-професионално, например во списание, во credits да стои фустанот од брендот Т. Митровска, отколку од тази дипломираната студентка Теодора Митровска. Така што тоа така почна и непосредно по тој прес шоу добив и некое, мислам, почна некои луѓе да се интересираат за мене и од тука, меѓу кои што е и организаторката на Моден викенд Скопје, Света, на која што сум и неизмерно благодарна за многу од моите, да речам, успеси во модниот свет, можам да кажам дека е заслужна. Така што таа стапи во контакт со мене и имаше некаква понуда за учество на модната недела во Рига, во Латвија. И повторно и таму требаше да учествувам како бренд, а не како Теодора Митровска, која што скоро дипломирала и не знае ништо за вистинскиот живот во модата. Така што да, некако бев, се не е тоа ни присилена, сама себе, да речам, се натерав да, или се решив на тој чекор да имам бренд, пред да имам бренд, уствари, и некако така одеше тој процес кај што јас учев за тоа што е бренд, додека го правев. И да, тоа е приказната за како настана Т. Митровска. Значи, првото учество беше на модната недела во Рига, потоа со истата колекција се представив на модниот викенд Скопје таа есен, и после тоа си реков, окей, значи сега имаш бренд, I guess. Ајде да видиме што ќе правиме. Добро, мислам дека особено кога сме помлади, као нормално постојат премногу чувства на сомнеж, особено кога си млада жена, затоа што така малку знае општеството да ти каже дека си можеби така малку глупава или неискусна и дека треба да си седиш кај што ти е местото. Така што мислам дека е многу вредно понекогаш се впуштаме во нешто што е ново и непознато, пошто стварно мислам дека нема друг начин да научиш било што. Така што, да, храброста е важна и после со текот на времето, кога веќе почнуваш да правиш нешто, си доаѓа и искуството. Да. Логичен пат на нештата. Од тоа што јас го имам видено од тоа време, многу впечаток ми има оставено, верувам и на луѓето што присуствувале во тој вагон, колекцијата 2018, и многу би сакала да слушам како е тоа настанато. Важи, да, значи тоа е, сега баш доаѓаме до моментот по Моден викенд Скопје, кај што јас ја прикажувам се уште мојата дипломска колекција и сега тука сваќам дека јас сум бренд или имам бренд и дека треба нешто ново да се прави, зашто така функционираат модните брендови, нели? И ми беше некако предизвик, исто така бидејќи добив покана повторно да учествувам на Модниот викенд Скопје, значи знаев дека тоа ќе биде пласирано тука. Ми беше некако предизвик да се испробам во машката мода. Така што да речам, тоа беше еден параметар кој што сакав да го запазам. И исто така размислував што би ми била инспирација за колекцијата, бидејќи не сум од оние луѓе што се инспирираат од цвеќињата и природата за да дизајнираат фустани. Секогаш ме интересирале некои теми кои што можда наведам се доста
комплексни и е тешко да се замисли како оваа тема ќе прерасне во модно парче. Имав, да речемете, две фамилиарни загуби. Во 2018 година почина двајцата мои дедовци, кои што исто така беа дел од таа приказна за поддршка од фамилијата и верба во тоа што го работам, и некако сакав да направам нешто што би им го посветила на нив. Колекцијата се вика 18-20 заради тоа што двајцата починаа во 2018 година, едниот на 20 во месецот, а другиот на 18, и сега не сум некој човек што многу верува во символики, ама беше интересно дека овие бројки се повторуваат и така ете решив тоа да биде името. Инспирацијата беа нивните животи. Значи, едниот беше забен техничар што се занимаваше со риболов и ми беше многу интересно да го истражам моментот на риболов, и во колекцијата имаше дури делчиња од оние мамци за ловење риби и така натаму. Сакам да си играм со материјали што не се наменети да се носат како облека. А другиот дедо беше вработен во полицијата за време на Југославија, и така сега и ние имаме некоја фамилиарна, како се вика, носталгија за Југославија. Мислам, мене ми е смешно дека имам, зашто не сум ни живеела во тоа време. Ама така тоа беа некои елементи од кои што црпев инспирација. И заради тоа беше и битна самата презентација на колекцијата, која што се уште не ми се верува години подоцна дека ја имав честа да имам ревија на железничката во Скопје, во еден стар воз кој што буквално го донесоа на станицата, го паркираа за ревијата. И исто така делот, да речам, целата презентација беше и еден вагон кој што е дел од возот на Тито. Значи, Тито престојувал во тој вагон. Ова не го знаев. Да, мислам, баш онака пред ревијата, нели, секако бевме да ги видиме овие вагони. Просто, не знам, не ми се веруваше дека јас, Теодора Митровска, ја имам честа да имам тука ревија. И тоа е нешто што секако во Лондон не би можела ни да замислам да се случи, така што пак сум навистина благодарна што имав таа можност. И така што да, значи соработуваше за машка колекција, меѓутоа имаше, сакав да си играм и со оној момент на родово изразување еден. И иако беше, нели, машка презентирана на модели кои што се идентификуваат како мажи, сакав да има доста елементи од традиционалната женска мода, од типот на сукњи, фустани, везови некои, така натаму. Како анекдота го кажувам дека еден од моделите на една од пробите одби да носи креација, бидејќи се содржаше од некоја сукња и некои светкави хеланки. И тоа некако го доживам како голем успех, дека стварно сум направила нешто револуционерно за нашиве простори. Така што да, тоа беше, да речам, колекцијата. Самиот настан исто така ми се допадна што не беше само презентација на некој парчиња облека, туку беше баш целосно искуство и луѓе кои што, за разлика од мене, живееле во Југославија, ми беше многу драго што баш она се осетија како да се вратиле во времето. Пред да почне ревијата, на разгласот од железничка одеше радио преносот од погребот на Тито, а на ревијата одеше ремикс од химната на Југославија, така што баш беше како во некоја временска комора целиот настан. Преинтересно. Верувам дека било интересно и не само за луѓе што живееле во Југославија, него и за сите нас што сме тука, затоа што некако на секаден изјавниот простор веќе за жал многу зацкриено ја има таа историја и сите ние го имаме некако тоа
second hand сеќавање, дали е естетско, дали е политичко, дали е социјално на многу линии. Криво ми е што не сум била таму. Али, окей, имам две прашања. Ајде. Што излегуваат од ова. Ме интересира какво е чувството. Очигледно е дека, особено со оваа ревема, верувам и со други ствари, дека уште гаеш таа релација со местото на твоето потекло. И на ниво на уметнички израз, ама еве и на ниво на релација со креативната индустрија овде и слично. И ме интересира дали е тоа некој пат што планираш да продолжиш да го одиш, дали ти значи да бидеш изложена тука, да имаш комуникација и можеби и креативна колаборација со луѓе од овде. Да, овој муабет баш го правев пред некој ден, дека многу повеќе се осеќам поврзана и повеќе ме интересира културата од каде што доаѓам по заминувањето во Лондон. Мислам дека тоа е заради тоа што сите оние секојдневни нервози или оној момент на неемансипираност како жена и така натаму, разни некои проблеми кои што би ги имала доколку живеам овде, сега ги немам и некако ги имам и заборавено, а она што станува се некои убави културолошки моменти што ме интересираат. Така што, да, имав период кај што истражував баш и учав уствари за културата од каде што доаѓам и не знам, и се потсеќав на некои моменти од детството, не знам, од типот на бушова азбука или нешто такво, што мене ми е нели као сентиментално зашто е дел од моето детство, ама исто така и дел од нашата култура. Така што тоа е нашето колективно детство. Да. Така што, да, мислам дека и особено кога ќе се преселиш во друга земја која што секако, да речам, се осеќаш како странец одреден период, ти треба да најдеш нешто што те остварува или нешто што се осеќаш дека си дел. Така што мислам дека тоа беше причината зашто се навратив на овие некои теми, да ги истражувам, да речем, од креативен аспект, а исто така и моментот на да, јас си заминав од Македонија и живеам во Лондон, меѓутоа се осеќам одговорно дека треба нешто да вратам назад на овие простори во како допринос за модната сцена, еве конкретно, пошто тоа нешто со што се бавам. Така што, да, сум го правела и ќе продолжам да го правам и мислам дека е битно да, како што кажав, да вратам нешто назад за сите оние, за базата која што ми била дадена од оваа средина за да заминам во Лондон. И јас сум благодарна. Да, јас како што ти спомнав сум од тие луѓе што излегле со една нога или вајда не со две. И после тоа свесно се вратив затоа што добро, мислам, во мојот случај мене секогаш ме интересираше јазикот и пишувањето и слично, едноставно at some point во животот ми стана јасно дека што друго и да правам ќе бидам несрекна и дека тоа прави смисла да го правам овде. И дека ако не постојат некои структури, дека сум, како што ти кажа исто, доволно упорна да пробам да ги создавам. Ама мислам дека мене лично ми е многу важно за во било кое поле, кога постојат луѓе што се отствариле заради можностите што ги имале во странство, да, некако као да одржиме контакт со нив, да бидеме во константна комуникација и сега баш се навратив на, баш не знам дали видео пред недела две имаше едно видео, кратко интервју на Слободен печат, од еден извореден дизајнер Христијан, извореден човек, преталентиран. Заслужувам. И да, онака баш беше многу жално што беше еден добар реалити чеки момент за да видиш колку на луѓето на јавноста и во јавниот дискурс им пречи да видат некој што е поразличен или храбар или дури талентиран, зашто мислам дека дури на тоа ниво е како дека не е само дека е проблематично се уште кај нас да бидеш малку поразличен со својата појава или да делуваш квир или да си креативец што има храбар
храбар израз, туку мислам дека понекогаш во средини како нашата, каде што стварно е си уште конзервативно и патриархално, како им смета кога ќе ги видат тие луѓе што тие ги сметаат за различни, дека се доволно храбри за да си се презентираат себе си како што секој друг има право тоа да го направи. И заради тоа мислам дека е многу важно за луѓето што се креативни, што работат во таа индустрија, дали во модата, дали во уметноста, и слично да ги одржуваме некако живи овие линкови за да може и овде да создаваме плодна почва за да биде подобро и полесно за нас што сме решиле овде да останеме. Да, се слагам. И овој моабет често го правам со луѓе од овде. Да, секако дека еве да речеме Англија е помалку можеби конзервативна или барем законите дозволуваат да биде по-либерална. Меѓутоа, мислам дека секаде постои тој момент на конзервативност и несваќање на разликите и не отсуство на поддршка на одредени маргинализирани групи и така натаму. Можеби не отсуство на поддршка, ама намалена е да поддршка, не знам. Меѓутоа, тоа што е добро за Англија или конкретно и Лондон, бидејќи Лондон е доста поразличен културолошки од останатиот дел од Англија. Затоа мора да бидеме свесни дека е така и мислам јас сум свесна и за привилегијата што имам баш да сум во Лондон, а не во некој друг град во Англија. Мислам дека тоа што помага е силната и голема, да речам, комјунити што е создадено околу овие маргинализирани групи, креативци и така натаму, што е доволно да те заштити на некој начин од сите овие други конзервативни луѓе кои што ќе постираат hateful comments на социјални мрежи и така натаму. Така што мислам дека повеќе станува збор за тоа. Би сакала, мислам секако дека се случува, многу повеќе пратам. Има многу големо подобрување од моментот кога јас си одам од Скопје до сега во Скопје во однос на создавање на овие не support groups, ама баш некоја community кој што ти прави да се осеќаш виден и слушнат и згрижен. Меѓутоа мислам дека тоа би бил главниот момент за да се подобриете со ситуацијата за некои вакви луѓе кои што се осеќаат не заштитено и за да се на некој начин да се потиснат тие конзервативни гласови, зашто мислам дека они секогаш ќе постојат и можеби и окей да постојат и да има разлики меѓу нас и да не се слагаме за се, ама да, мислам дека е битно да има некаква заедница која што ќе се држи. Да, скроз. Ме интересира затоа што сега малку навлеговме во доменот на политичко-социјални теми. А всушност второто прашање од преска никогаш не стигна на ред, а тоа беше поврзано со да речеме родовиот израз и колку родот има влијание на тоа како креираш и како не само за твојот процес, туку и за причината што се финалниот продукт. Али сега сакам да го поопштам. И општо ме интересира твојот став за модата како некој канал на комуникација на социополитички теми и слично, и дали веруваш искрено во овој момент кога социополитичката реалност е дефинитивно гротескна и застрашувачка, дека нешто што се доживува како површна индустрија и де факто има малку таква историја со доста проблематични вредности. Како ги спојуваш некако овие спротивставени страни и како за тебе лично кој е уделот на модата во политичката реалност во која што живееме? Океј, ај се вака, пошто мислам дека има многу подпрашања. Ова е едно големо прашање. Искрена да бидам, се помалку и помалку, да речам, имам потреба да се освестувам дека сум жена во Лондон. Мислам дека во Скопје се
секој ден бев потсетена дека сум девојче, а не момче. Така што некако не ми влијае тоа многу на процесот на креирање, просто се осеќам како човек што креира и мислам дека тоа е супер. Да, некако мислам дека заради тоа што не осеќам некоја потреба за поголема еманципација, па не се осеќам дека треба тоа да го потенцирам во се што работам. Што било случај кога сум била во Скопје и не знам, сум цртала како тинејџер во средно и така натака, се имало некоја феминистичка нота. Така што, да, мислам дека тоа не игра толку улога. Она што го правам во моментов со War Metal е, да речам, инспирирано од она што јас би сакала да носам. И сега тука валјда игра улога тоа што да, јас како жена сакам да се облакам на одреден начин и можеби го познавам подобро женското тело и можеби знам што жените сакаат повеќе да носат и да не носат и така натаму, така што валјда има некоја таква улога, ама не да речеме од некој социополитички аспект. Во однос на модата како алатка за социополитичка комуникација некоја, мислам дека да, како било кој друг формат на уметност и дизајн, секако дека е моќна алатка. Дали кога свесно ја користиме, ама и несвесно. Кога избираме, да, несвесно мислам ако збориме за униформи, за дрес код, за, не знам, кој минич е прекраток минич и you're asking for it type of thing. Така што, да, мислам дека политиката, општеството се многу блиско поврзани со модата. Сега, да, ние имаме тенденција кога збориме за мода, да збориме за не знам, Мед Гала ја спомнавме пред разговоров. Меѓутоа, мислам дека тоа е, да, само еден мал дел кај што збориме за скапи фустани што ги носат celebrities на црвениот тепих, за мене мода е и некој како решил да излезе и да фрли ѓубре. Како се облекол, свесно или несвесно, пак се добро, можеби тука збориме повеќе за облека, не за мода, ама мислам дека тоа е многу по-широк еден спектар од она што просечниот човек што не го интересира мода би помислил. Да, али мислам дека сепак е интересно ова прашање денес, затоа што верувам дека многу луѓе кои што пробуваат да бидат, ајде да речеме, освестени за својот допринес како индивидуи кон општеството и слично. Мислам, ова е веќе многу бейзик муабет, сите знаеме, нели, дека модната индустрија е еден од најголемите загадувачи и така натака, и мислам многу е активен веќе со години тој како да кажам, тој разговор дека треба да се пренасочиме од fast fashion кон дали рециклирање на ствари што ги имаме, рекористење, поддршка на локални брендови и слично, па чисто заради тоа ме интересираше како оди тој ментален процес на некој што е во таа индустрија и веројатно и ќе продолжи да биде. И дали имаш некој, не знам како да кажам, као дали ти проаѓаат овие, сам сигурно ти проаѓаат овие мисли низ глава, каква е твојата поставеност кон истите и можеби на малце повисоко ниво, што мислиш дека е иднината на овие, не сакав да кажам иднината на модата, што тоа е многу сериозно прашање. Туку како мислиш дека ќе се развијат овие трендови? Затоа исто така многу голема привилегија како да можеби сакам јас себе да носам локални дизајнери или дизајнери општо и да не бидам дел од брендовите кои што буквално ја уништуваат планетата Земја, но е огромна привилегија. Па чисто така ме интересира кои се ставуваите по овие прашања. Вака, ова е многу hot topic. Си уште е hot topic? Да, се уште. Мислам, баш годинава веќе бев на две, како се викаат, не знам, talks, public speaking events, кај што зборевме за sustainability.
Така што буквално е нешто што секој ден е присутно мојот живот, дали сакала или некела е тука. И секако дека размислувам за тоа и секако дека има многу дискусија околу тоа. Да речам, климата, барем од она што ја го имам видено на Западот, е и преку овие некои workshops и семинари и така натаму, you're preaching to the choir, момент кај што ние сите млади дизајнери што сме освестени и така натаму дискутираме за тоа како треба да бидеме подржливи и така натака, додека, не знам, Shein прави, мислам, работи во ужасни, луѓето кои што работат за нив работат во ужасни услови, произведуваат енормно количество на облека со сомнително потекло и така натаму. Така што го има тој момент на да, ние сите тука си збориме маливе брендови кои што не сме некои големи играчи, реално, мислам како мал бренд, дури да се однесуваш не sustainable, која е штетата што би можел да ја направиш. И покрај тоа се слагам дека, мислам, јас лично со Warm Metal размислам многу за тоа и баш практикувам некои sustainable мерки од типот на работам со локални производувачи, не произведувам големи количини на парчиња кои што не би се продали, после тоа би се фрлили или така натаму. Мене ме интересира, за разлика од, да речеме, рециклирање на материјали и реупотреба на материјали, ме интересира на креирањето на некое парче кое што да, може би било од нови материјали, меѓутоа би било под број еден многу добро изработено и би траело со генерации. Јас имам некои ствари од мајка ми што сум ги наследила, што се стварно супер изработени до ден денеска, мислам, после 40 години веќе си тера, така што идејата на Warm Metal е да некој што ќе го купи парчето го даде на некоја теја од иднината што ќе може да го носи. И исто така трансформација на парчињата, сега ова ќе биде као self-promotion, ама еве фустанов што го носам конкретно е дел од тие некои apron pieces што ги имаме во Warm Metal, што се имаат некои, као се кроени како некој правоаголник или квадрат, имаат разни врвки кои што може да се стегнат или пуштат и така натаму, значи купуваш еден фустан и имаш 3, например. Ко на топ шоп. Да, се ова е тен реклама. Commercial break беше ова. Ама, да, значи ме интересира тоа, како што кажав, е многу hot topic, константно кај да одам во Лондон, значи во модните кругови се дискутира за тоа. Не знам кое е решението, како да се справиме со fast fashion брендовите, кои што се огромни конгломерати, не знам, мислам дека не сум мокина јас да дадам некоја добра солуција за тоа. Па не, ама мислам дека е важно сепак да разговараме на овие теми, затоа што се некако многу исповрзани сите овие нешта, затоа што и за тебе како мал бренд е важно да не знам, мислам, смешно е дека си да се каже дека си во конкуренција со некој конгломерат што прави цели полиња од fashion waste. Али да, чисто како мала не порака, него едноставно дека е важно да се поддржуваме меѓу себе и луѓето што креираат, не само заради тоа што е понудено е одлично и е fashionable and cool, него исто така затоа што од многу други аспекти прави смисла. А исто така мислам дека и за во нашиот контекст е многу важно, што живееме во земја каде што има огромни фабрики што се дел од текстилната индустрија, кои што континуирано експлоатираат жени кои што работат во ужасни услови за буквално истите fashion chains. Да, така што мислам дека за тоа е екстремно важно да ги отвараме овие разговори во
кај нас во Македонија, затоа што е важно да бидеме свесни од каде ни доаѓа облеката едноставно. Да, ова е нешто што го имам доста дискутирано, пак се овие нели модневе кругови кај што sustainability е hot topic. Често имаме дебата дали се виновни производителите или потрошувачите. Производителите. Секако... имам престроги политички ставови на овие теми. Не, се слагам, секако да. Меѓутоа, се ние како индивидуи, пошто не можеме да отидам, јас не можам да отидам и да се борам со the CEO of Shein, например. Меѓутоа, она што можам да го направам и она што можеби ние како група на луѓе можеме да почнеме да го правиме, бидејќи да бидеме реални, нема да престанат да го произведуваат тоа што го произведуваат, се додека може да се пласира тој, додека некој може да го купи. Мислам дека можеби не е правилниот начин да се справиме со ова, туку еден од начините исто така би бил да се смени менталитетот на потрошувачот, односно јас ако сум некоја девојче што има 18 години и има сега зборам о фунти, уште се имам заборавено денари како функционираат, ама да речеме преведам јас. Важи. Не знам, ако имам 10 фунти од джеб, што би било 700 денари. Ета нешто сум запамтила. И сакам да знам дека морам да си купам као 5 нови парчиња, зашто мојата омилена тиктокерка има нов аутфит секој ден. Јас просто колку и да сум woke, не можам да си дозволам тоа да го направам од некој одржлив бренд. Така што идам во Shein и купувам за по 1 фунта или по 100 денари, од прилика 70. Некое, не знам, 2-3 маички и така натаму, така што мислам дека и од тој аспект може нешто да се направи за тоа да размислиме, баш како што кажа, од каде доаѓа облеката што ја купуваме. И ова е веќе нешто што е многу популарно на запад, second hand продавници, каде што да, стварно за 70 денари можам да си купам маичка и да го задоволам таа потреба на консумација, мада и тука јас имам некој проблем, зашто доста луѓе знаат да купат као 10 парчиња секој викенд и после да ги вратат назад во second hand или мислам дека би сакала да консумираме малце по-ефективно и не знам, малку. Да, помалку, да. Мислам, да, оној момент на као немам 10 телефони, имам 1 телефон, можда 2. Или не знам, не купувам нов кауч секој месец. Така што би сакала да се вратиме на времињата кај што луѓето шиеле сега не буквално да се вратиме, да се потсетиме на времињата кај што се шиела облека, например, која што траела со генерации, па се учело како да се закрпи нешто, како да се смени копче и така натаму. И да, секако не да се вратиме на тој момент, ама да, значи не морам да имам 10 пара панталони кои што ќе бидат од по 1000, ќе имам еден пар што ќе бидат 10.000, ама ќе ги носам, ќе знам дека се квалитетни, дека се локално произведени и така натака, можеби ќе научам како се поправаат или ќе ги однесам на Шнајдер ако нешто ми се скине и така натака. И така што мислам дека тоа може да работиме на тоа преку, не знам, да размислиме или инфлуенсерите да размислат што пласираат со нивните TikTok видеа што се со 10 нови аутфити секој ден, например, она као no shame in wearing something twice, или no shame in wearing something that's не знам, што е скинато или што е закрпено и така натаму. Да, мислам дека ова е една интересна, мислам ние нема да престанеме да бидеме бомбардирани од модната индустрија во комбинација со социјалните медиуми кои што ни прават притисок за како треба да изгледаме и слично. Се тука многу точки. Но да, исто комплицирани се овие теми затоа што
Јас мислам дека имаат потрошувачите моќ, се например видовме нели со газа дека се престана масовно да се конзумираат одредени брендови, дека нормално тоа има некаков ефект. Мал би рекла, но не е дека нема, али исто така од друга страна ги има сте тие мемиња што се премногу accurate, као не знам, еве сум јас ја спасувам планетата со мојата цевка од хартија, додека Тейлор Свифт кој 16 пати денеска се извозе со својот приватен авион. Така што мислам дека секогаш треба фино некако да се жонглира со овие две страни, дека да, мислам важно е какви одлуки правиш како индивидуа, ако ништо друго чисто за да бидеш свесен како вид на одлуки носиш за сопственото тело, за луѓето во твојата заедница, за луѓето во текстилната индустрија и слично. И така натака. Од друга страна треба така малце да се свати дека ова се малку покомплексни политичко-социјални теми, каде што да има големи играчи на другата страна кои што се вистинските виновници за нештата да бидат какви што се. Така што да, не е дека еден бренд или една девојка ќе го спаси светот, али чисто онака да си ги отвараме овие теми што се важни. Мислам, јас се слагам комплетно со тебе, во идеалниот свет би се затвориле, али сега добро да, тука и да и моментот на капитализам, зашо они го прават тоа што го прават и зашо нема да престанат да го прават, зашто парите се најбитната ствар во светот, нели? Ама да, во идеалниот свет, значи ја би ги затворила сите fast fashion брендови и тоа би било тоа, ама зашто знаеме дека нема да се случи тоа, еве како решение, можеби за некој што сака да пробаете со цевка да го спаси, со хартиена цевка да го спаси светот. Ете, може да, мислам, има некои чекори што може да се превземат и јас исто така сум свесна дека со моите парчиња што се трансформираат нема да го спасам светот, ама се осеќам барем дека имам чиста совест дека тоа што го правам е да речам responsible на некој начин. Одговорно, да. Една мала дигресија што мене ми прави смисло, али сватив дека постојано го спомнуваме warm metal, а никош не кажавме дека тоа е името на твојот бренд моментално, во кој што креираш одговорно. Да. Ме интересира зашто warm metal и што се очекува во блиска иднина од твојот бренд, што се случува моментално. И мислам дека некаде по овие линии можеме полека да го заокружуваме нашиот разговор. Важи. Вака, warm metal, да речеме, го размислував долго како концепт додека траеше Митровска. Бидејќи, како што спомнав, Митровска некако настануваше полека, а не настана со, да речам, целно. Сватив дека јас секогаш некако као се тркам со не времето, не знам, со околностите и ги правам работите, па после тоа учам како треба да се направат. И решив дека може да треба да почнам од почеток. Сега еве после неколку години имам повеќе искуство и знам како некои работи одат и си реков, окей, ајде да седнеме, може да треба да се ревидира брендов и сакав и да го сменам името, зашто сакав брендот да постои некако независно од мојата личност. Не сум од тие луѓе што се јас сум брендот. Сосема не ми е потребен тој, не знам, некој его трип, нека постои брендот и никој не мора да знае јас која сум. Името сакав да биде нешто на англиски, што исто така нема да го обои брендот со некоја географска, етничка, не знам, позадина и така натака. Сакав да биде нешто неутрално. Значи, сакав да биде нешто на англиски, сакав да биде некој збор што нема да звучи толку претенциозно. Знам дека има некои многу брендови со некои зборови од латинско потекло и така натаму. Сакав да биде нешто рандом и simple. И
се мислев што да биде тоа и сега приказната како зашо warm metal. Јас имав долг COVID, I promise this makes sense. И го изгубив мирисот као година дена, имав проблеми со тоа и морав да правам магнетна резонанца, валјда така се вика. Не знам, скенирање на мозокот за да видиме дали некои нерви се оштетиле. И ми дадоа CD, кое што е буквално како фотошоп со слики од мојот мозок. И fun fact, дел од тие слики се на една од марамите која што ја се продава моментално на Warm Metal, ако некој е заинтересиран. И секој тие слики као има опција да менјаш филтри, баш као и на Photoshop, и се менјаат боите и така натака. И еден од тие филтри се вика Warm Metal. И затоа така се вика брендот. Мислам, нема некоја накво deep meaning, јас во моето детство се случи тоа и сега. Што и ние мора све да има. Преубава приказна, I love the story. Да. Така што тоа е тоа. Warm Metal, за разлика од другите ствари, е да речам по ready to wear или ајде секојдневна мода, која што е баш онака како што кажав, ствари што ја би сакала да ги носам секој ден и стојам за нив 100% и верувам дека има и други луѓе кои што би се пронашле во истите. И има друг елемент кој што е покреативен, каде што сакам да си ја вратам на креативност, да речеме, од Митровска, меѓутоа и да додадам некои елементи од, не знам, визуелна уметност, што секогаш ме интересирала. И сакав да се ослободам од тој момент на мора да биде колекција, мора да биде 2 пати во годината, таа и таа сезона, мора да биде носиво. Така што, да речеме, во тој дел баш го имав својот прв видео перформанс, кој што беше презентиран во Ugly Duck, тоа е една независна галерија во Лондон. И баш некако сум горда на тоа дека бев избрана да бидам дел од таа изложба. Темата беше имигранти во UK кои што се дојдени на виза. Мојот struggle веќе 9 години, така што нека баш се извентав перформансот. Така што тоа е тоа што се случува со Warm Metal, работите на тие некои 2 фронта. Следно имам некои мини проекти летово, баш сега, значи, во четврток вечер се враќам во Лондон, во петок се бајле седнувам на машина. Пошто имам некои tight deadlines и така, доста сум дел од разни pop-up продавници низ Лондон. Летово ќе имам некој, да речам, мултидисциплинарен ивент, каде што сакам да има некое мултифункционално парче, кој што пак би било као дали ова интерактивен art piece или е модно парче, некој blurring the lines. Да, се звучи многу возбудливо. Да. И јас... Следете ме, но? Ја всушност да ќе кажам, следете Теодора и нејзиниот бренд Warm Metal, затоа што, како што еве фино ја раскажавме приказната, се звучи многу инспиративно и возбудливо. Теодора, дали имаш нешто да додадеш за крај? Не размислив дека ќе има ваков момент. Не знам сега што би кажала. Имаше некој што затвараше емисија као бидете своји. Кога е да чизи, да, бидете своји. Не, стварно би сакала да порачам, да не знам, да веруваат луѓето тоа што сакаат да го прават, да не се откажуваат. Имам од преплет едно постарче уште у Лондон ми седи, ни облаците не се лимит. И стварно верувам у тоа. Јас мислам дека многу е потребно од време на време, особено во средина која што понекогаш така знае малку да те гмечи и смалува, да си кажуваш чизи работи, да си кажуваме едни на други, затоа што понекогаш ти е потребен тој boost in the morning. Да. Купете си некој ливла постарче. Не до толку. Океј, фала ти Теа и фала ви на сте што не гледавте. Фала.